Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Денот на пожарникарството во Македонија денес беше одбележан на Тетовскиот плоштад. Пожарникарите ја презентираа својата опрема и демонстрираа вежби за интервенција во кризни моменти. Изградбата на коридорите 8 и 10Д, која бара измени во законот за работна недела кај градежните работници, предизвика револт кај синдикатот. Во следниот период во Полошко се очекува облачно време со услови во попладневните часови за дожд, простиден со грмежи и силен ветер. Денот на пожарникарството во Македонија денес беше одбележан на Тетовскиот плоштад. Пожарникарите ја презентираа својата опрема и демонстрираа вежби за интервенција во кризни моменти. Професијата пожарникар значи и спасител, па вработените стручно се надоградуваат за интервенција и во други непогоди, како земјотреси, поплави и слично. А сега е обучен тим и за интервенција при истекување токсични материи. Вработените во Тетовската територијална противпожарна единица денот на пожарникарството во Македонија го одбележаа на градскиот плоштад со представување на опремата и дел од активностите што ги применуваат при нивните интервенции. Пред присутните граѓани пожарникарите изведоа неколку тактичко показни вежби, симулација на истекување отровни гасови, вадење жртва во сообраќајна несреќа и спасување при пожар во висококатница. За прв пат во Тетово, можеби втори или трети во рамките на државата, имаме камион со скали кој сега може да ги стигнат и највисоките згради во Тетово кои се изградени, кои постојат. Така да во моментот можеме да бидеме среќни што спасителската служба, противпожарната служба во Тетово е една од најподготвените во рамките на државата. Затоа им благодарам на сите спасители, на сите пожарникари, на сите кои се ангажирани да ги спасат нашите животи и нашите сопствености. Противпожарната станица ја покрива територијата на Тетово и околните 5 рурални општини. Противпожарната единица Тетово брои 75 вработени. Уште толку ни треба да го покриваме целиот територија што го снамуваме со нашава дејност. Се знае дека најдалечината точка ни е селото до Република Косово, 36 километри, и покриваме до Гостивар 16 километри и до Скопје 18 километри. И се знае дека шара све на наша одговорност, имаме села внатрешни во планините. Заедно со градоначалникот сме отворили прашање да се дисперсира нашата противпожарна единица. Ние се трудиме со сите законски мерки што ни следуваат да го постигнеме тоа. Пожарникарите имаат за цел да ги заштитат животите и имотот од настанат пожар, но исто така пружаат и друг вид на помош. Оваа професија бара високо ниво на тренинзи. Значи, нашата работа основно е гасење пожар. Меѓутоа, исто така, кај нас се обучуваат тимови за спасување од вода, под вода, значи да вадиме жртви, имаме за хемиски инциденти, ако некоја, да речем, цистерна со опасни материи се излие на пат, ние мораме да дојдеме таму и да интервенираме. Потоа имаме за урнатини, морам да се пофалам дека нашиот тим беше 8 дена сега во Турска, така да не е само гасењето наша работа, туку има повеќе области каде што ние сме инволвирани за помош на нашите граѓани. Па видите како минува времето, значи и тактичките настапи и се со тек на време и со искуство се минува. Така да пожарникарот секогаш мора да биде во кондиција, мора секогаш да биде со новите тактики и практики во Европа и во светот.
Така да ние еве покажаме дека со истите тактики и знаења кои ги имаме, можеме да работиме, да функционираме на пример во Турција, бевме во Албанија и така натаму. Што значи за вас професијата пожарникар спасител? А што ја знам? Ако мене ме прашувате, ја ако повторно би се родил, пак би бил пожарникар. Така да тоа е една најблагородна работа која може да се има во животот, затоа што кога ќе спасите некого, тогаш дори доаѓа она најубавото вас чувство како спасувач. Во Тетовската противпожарна станица под менторство на операција Флориан од Велика Британија е обучен тим за интервенција при истекување токсични материи за прв пат во земјава. Се знае дека територијата која што ние интервенираме имаме фабрики со такви хемикалски и други работи што ние треба да бидеме подготвени. Ова се случува прв пат во Македонија да има такви тимови за спасување со хемикали и такви работи. Првите професионални противпожарни служби во земјава се основани во 1836 година, а 20 мај се одбележува како Ден на пожарникарството во Македонија. Министерот за здравство Фатмир Меджити во интервју за Гласот на Америка зборува за проблемот со долгото чекање термини за клучни медицински процедури. Меджити во интервјуто се осврна и на дефицитот на медицински кадар со кој се соочува земјава поради миграцијата во странство. Морам прво да кажам, да потврдам дека мој термин е добра работа. Ние ќе имаме веќе голем упад во позитивна смисла, ќе го ажурираме мој термин, веќе го ажурираме и со термините кај докторите и со се друго ќе направиме и дисперзирање на кадар низ цела Македонија за полесно пациентите да добијат подобра услуга. Кога можат ова пациентите да го очекуваат побрзо да направат ТВ, например било каква проверка? Веќе и платформа нели промовиравме на е-здравство каде за вакцинацијата ќе можат и родителите и фамилијата и за децата па и за возрастните ќе го лезат, ќе се информираат точно за контраиндикациите, дали ги има или не, со цел значи вакцинацијата да биде поголема во нашата држава. Не добив само одговор доколку располагате со податок, колку време моментално се чека за да се направи на пример икона срце? Значи ние правиме напори, сега точно за време не би можел да ви потврдам, не е честно, но правиме напори за ова да се скрати времето на чекање со сета цел дека пациентите секогаш да добиват подобри здравствени услуги. На што генерално се должи ова? Знаеме дека во Северна Македонија има одлив на мозоци и здравството не е исклучок од овој проблем, но покрај тоа има и миграција од јавниот во приватниот сектор на медицински персонал. Имате ли стратегија за надминување на овој тренд? Точно, ја би кажал дека ова е глобален тренд и точно е дека и од Македонија си одат кадри, одат доктори, здравствени работници. Ние веќе презедовме конкретни мерки. Ја со мојот тим, значи имаме точна визија и точна стратегија како да се бориме против ова. Ја веќе тоа го кажав и во други медиуми. Ќе направиме една стратегија, значи до студентите на медицина која ќе бидат 6-та година, па и фармацевци и стоматолози, за да можеме точно да знаат од кој град доаѓа и каде утре дента ќе работи и понатаму да се апдейтира и со специализација и со се друго да се надградува. Дали со тоа ќе има доволно доктори? Па ние имаме веќе 3 медицински факултети и во Скопскиот, Штипскиот и Тетовскиот и ја мислам дека кадар има доволно, но има досега лошо менаџирање од страна на здравствените институции, немало јасна визија и стратегија и какви специјалности, например од регионалните болници, не бареле точно какви им треба специјалности за денеска да немат дефицит. Но ние и во овој поглед сега не можеме да кажеме дека ова ќе биде долгорочна стратегија, ова ќе биде за сега краткорочна, за и со тоа што ви кажа со дисперзирање на кадар од клинички центар, за да можеме да дисперзираме по одредени здравствени институции низ земјава, со сета цел да ги обучуваат нашите кадри таму, например, ако има интернист за ехо на абдомен, да одат од клинички центар. Во клинички центар има доволно доктори и здравствени работници и така да ќе видиме некако ова за да може да се намалува
тој број и на пациенти што доаѓаат, нели знаеме околу 500.000 пациенти гравитираат во клинички центар Мајка Тереза годишно. Изградбата на коридорите 8 и 10Д, која бара измени во законот за работна недела кај градежните работници, предизвика револт кај синдикатот, изјави председателот Иван Пешевски во интервју за Радио Слободна Европа. Вие како работник не можете да се согласите да работите толку дури ако сакате. Значи нема цена што може вас да ве плати да работите по 72 часа неделно. Со било каква согласност сама по себе таа е неуставна и повторно ние ќе ги оспоруваме тие согласности, изјави или што и да потпишат работниците. Невозможно е повеќе од 50 часа неделно да се работи во секторот градежништво, бидејќи она што го гледавме во минатото, тоа се повредени работници, паднати работници од скелиња, загинати на самите автопатишта. Тоа се повторно ќе кажам со највисок степен на ризик работни места каде што луѓето се изнемоштени за 8 часа, камоли за прековремени сати. Она што требаше го предвиди владата и да има фер услови за сите, како за домашните работници, така и за странските, е да се воведе работа во смени. Тоа никој не ги ограничува. Може би ќе чини повеќе тој автопат, меѓутоа пак ќе кажам, нема цена човечкиот живот. И да биде трагедијата уште поголема, за новиот закон за работни односи преговараме повеќе од 5 години и никогаш ни на економско-социјален совет, ни во работните групи не беше споменато дека може да има ваква брза измена. Ова се случи од кога го видовме подпишаниот договор во 4 очи помеѓу Бехтел Јенка и нашите владини представници, премиерот, вице-премиерот, министерот за транспорт и врски и така натаму. Повторно како Сојуз на синдикати на Македонија и Синдикат за градежништво ќе бидеме приморани да ги оспоруваме тие членови пред Уставниот суд, каде што веруваме дека повторно Уставниот суд ќе ги донесе истите заклучоци, истите одредби, истите одлуки, бидејќи навистина е невозможно во еден сектор со сите работни места кои сами по себе се со висок степен на ризик и луѓето се изложени на надворешни влијанија 24/7 во текот на неделата да работат по толку часови за сметка за некакви си средства. Тие средства однапред не можеме да ги видиме бидејќи станува збор за увезени работници. Значи ние финансираме проекти со домашни средства, а тие средства од прековремени часови плати или сами по себе компанијата ќе ги наплати, дали е тоа Америка, Турција и така натаму. Повторно нема никаков дел од колачот да видат ниту домашните компании, ниту домашните работници. Појаснувајќи ги актуелните состојби на УКИМ, кандидатот за ректор Атанас Кочов во интервју за МакФакс истакна дека е потребна заемна соработка на идниот ректор и тимот на вработени за подобрување и издигнување на универзитетот од состојбата во која се наоѓа. Дојдени сме на работ кога треба нешто да дадеме од себе во името на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Зошто тоа го велам? Го велам затоа што УКИМ секогаш бил државотворен орган на државата. УКИМ секогаш бил националната традиција, ризница, нитката, така е. Нитката и она што значи ризницата и на научната и на културната богатство на Македонија. Европска унија има дадена обврска на Македонија и не само на Македонија, туку и на сите земји членки аспиранти кон Европската унија, дека мора да донесат стратегија за паметна специализација, кај што ќе ги најдат главните домени во кои што ќе се одвива науката, истражувањето, линкот со приватниот бизнес, односно со индустријата и во тој поврзаност меѓу себе на стопанството. Така е, тоа вмрежување каде ќе се најде за да направиме исчекор не само во науката и истражувањето, туку мораме да направиме исчекор и во општествено-економскиот развој. И сега, ако сето тоа сакаме да го постигнеме, ние треба да се реорганизираме и внатре во рамките на универзитетот. Ако сакаме да дојдеме до успех, ние мораме да подпишеме и стратешки договор или партнерство со Европскиот истражувачки центар и да бидеме како универзитет имплементатор токму на тие работи. Она што сега се случува, внимавајте, на времето УКИМ беше кој да биде министер, се плашеше да се доближи до зградата на ректоратот. А сега имаме обратна ситуација. Се плаши ректорот и се плашат деканите да одат во Министерството за образование. Зашто? Да побараат одредена ставка во буџетот за да можат одредени финансиски средства да ги трошат. До таму сме дојдени. До таму сме дојдени и токму од тие причини, бидејќи тоа е на некој начин како ќе ги распредели некој јавен службеник или во Министерството, по која ставка ќе ги распредели парите од буџетот за да може факултетите или универзитетите да трошат.
Вечерва во Тетово во музеот на Тетовски крај поранешен дом на Арама со почеток од 19 часот ќе биде отворена изложбата на уметничкиот фотограф Нихат Нино Пушија, родом од Сараево, Босна и Херцеговина. Работата на Нихат Нино Пушија се фокусира на документарната и портретната фотографија и има за цел да го долови босанскиот идентитет во Берлин, каде што Пушија живее во изминатите 30 години, но и на други места во Европа. Вечерва во Тетово во музеот на Тетовски крај, поранешен дом на Арама, со почеток од 19 часот, ќе биде отворена изложбата на уметничкиот фотограф Нихат Нино Пушија, родом од Сараево, Босна и Херцеговина. Работата на Нихат Нино Пушија се фокусира на документарната и портретната фотографија и има за цел да го долови босанскиот идентитет во Берлин, каде што Пушија живее во изминатите 30 години, но и на други места во Европа. Тој од 1992 година работи на различни уметнички проекти. Во последните 31 година свесно избирав да живеам и да фотографирам во Берлин. Не постои друга метропола на светот во која две поделени половини се обидуваат повторно да растат заедно. Никаде на друго место не можете да ја најдете поделбата и спојувањето помеѓу источниот и западниот блок. Во ова време и место на транзиција имам единствена можност да се движам наоколу како уметник, истражувајќи ги микрокосмосите на Берлин, како што се неговите улици, клубови, штандови за храна, па дури и клупи во парковите, додека промената е во тек. Низ моите очи како странец и со алатката на уметничката фотографија, лицата на жителите стануваат проекции на настаните, објаснува авторот Нихат Нино Пушија во каталогот со неговите фотографии. Инаку, изложбата е во организација и покровителство на фотогрупата Чкраб и музеот на Тетовски крај. Во следниот период во Полошко се очекува облачно време со температури до 21 степени со услови во попладнивните часови за дожд, проследен со грмежи и силен ветер, информираат од УХМР. Во Полошкиот денес времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има зголемување на облачноста и ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во текот на утрешниот ден во Полошкиот регион времето ќе биде променливо облачно, од пладневните часови ќе биде нестабилно со појава на локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со услови за појава на град. Минималната температура ќе се спушти до 11, а максималната ќе достигне 21 степен. Следува период на променливо облачно и топло време, а во попладнивните часови на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, проследени со интензивен пороен дожд, силен ветер и услови за изолирана појава на град.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте и имајте пријатен викенд.